Добро вечер, почитувани. Добре дојдовте во едно ново издание на Пратениците зборуваат за оваа недела. Денес е петок, изминатата недела имаше многу активности во собранието. Но најголем фокус и најголемо внимание предизвикуваше кај нас организирањето на јавната расправа која денес се случи во собранието и тоа на Комисијата за политички системи и односи меѓу заедниците. Она што, како вовед би го кажала, е фрапантните статистики кои ги спомна министерот Тошковски за тоа каква е и била минатата година во однос на собраќајните жртви во Македонија. За жал, многу голем број. 142 жртви. И тоа не смее да се повтори и таа бројка мора да се намалува. Но интересен е фактот дека и изминатата вечер се спровеле активности и санкционирање на 360 учесници во собраќајот, од кои, замислете, 29 возачи управувале без возачка дозвола. 79 возачи возеле со брзина поголема од дозволеното. Мора, и повеќе статистики има овде, но мора пред се да правиме нешто во општеството за да не се случуваат трагедии како што се случи трагедијата со починатата Фросина. Сочувство до семејството. Да не се повторуваат овие работи, а ние да работиме во правец на подигнување на свеста и менување на општеството. За таа цел, на оваа тема ќе дебатираме вечерва со мојот драг и почитуван колега Дејан Продановски, кој ни доаѓа од градот Прилеп и е многу активен колега и пратеник во собранието на Македонија. Добре дојде, Дејан. Добро ве најдов. Чест ми е и задоволство е што во овој циклус на пратениците зборуваат сум гостин и се надевам дека ќе отвориме сериозни прашања кои што ќе побудат интерес во јавноста. Интересот се разбира е зголемен за оваа тема за која што вечерва зборуваме, затоа што непосредно пред снимањето на оваа емисија се одржа, како што спомнавте, и јавната расправа во собранието на Република Македонија и таму беа отворени сериозни прашања кои што треба како собрание на Република Македонија и како извршна власт, односно влада, Министерство за внатрешни работи, кои што треба да се надминуваат во периодот кој што следи. Така. Пред да започнеме со конкретните прашања и да навлеземе во дебатата, она што денес се случи како статистика министерот Тошковски што е спомна, во периодот од 22, 23, 24 година се регистрирани собраќајни прекршоци преку 19.000 во просек годишно, каде биле санкционирани возачи заради немање на возачка дозвола. Значи, тие воопшто немале возачка дозвола. Нивната дозвола не била заборавена дома, туку воопшто немале возачка дозвола. Јас сакам да прашам и она што најмногу сите како јавност не интересира и не засега, што може да придонесе кон смалување на бројот на собраќајни несреќи? Дали треба да се зголемат казните за несовесните возачи? Дали има, и конкретно би ве замолила, еве бидејќи доаѓате од Прилеп, некое ваше видување за тоа состојбите какви се во собраќајот во Прилеп? Па генерално состојбата на територијата на целата држава е онаква како што спомнавте и навистина се загрижувачки бројките да повеќе во текот на една година повеќе од 19.000 возачи во просек во последниве 3 години управувале моторно возило без да поседуваат возачка дозвола. Тоа е бројка која што треба навистина да ја побуди јавната свест и особено до нас. Јас сум од позиција на родител би кажал дека тоа навистина загрижувачки. Не им правиме добра услуга. Претпоставувам дека најголем дел од возачите се од помладите возрастни категории, затоа што до стекнување на возачка дозвола нели треба да помине извесен период од обука и полагање на возачкиот испит и така натаму. Сметам дека е навистина нешто што треба системот да поработи, да профункционира на вистински начин, односно да најде решение за овие прекршоци, да се намали бројката. И ако направиме компаративна анализа со она што значи број на жители во држава, навистина тие се преголеми бројки кои што министерот денеска во неговото обраќање на оваа комисија ги истакна. Состојбите во Прилеп можам да кажам дека во потполност соодветствуваат со она што се случува на целата територија, како што реков, и навистина сите сме засегнати од истите проблеми, односно во секоја микро и поголема средина и на ниво на цела држава
гледате дека се пресликуваат овие работи и жртвите се не само овде во големиот град, во главниот град, туку и насекаде по територијата на државата, на територијата на која што покрива одделението за внатрешни работи Прилеп се случија неколку тешки сообраќајни несреќи во кои што беа вклучени и деца на наши блиски, пријатели, роднини во малите средини, знаете сите на некој начин сме поврзани и тие судбини се навистина тешко да се преживуваат и ова што се случува денеска во држава, односно последнава недела и протестот на граѓаните и така натаму, сето оди во насока дека треба навистина системот да се поправи. Од една страна е ова е дијагнозата, меѓутоа од друга страна од она што и слушнавме, меѓутоа и она што го знаеме и како пратеници, како граѓани, дека навистина имаме па и ригорозни закони кои што влијаат врз подобрување на безбедноста во сообраќајот и не е еден закон, туку неколку закони, кривичниот закон, законот за безбедност во патниот сообраќај, прекршочниот закон, сите тие влијаат на некој начин да се подобри состојбата, а од друга страна системот не ги прифаќа тие примени и гледаме дека состојбиве не се поправаат, туку дополнително ни се влошуваат. Дејан, колку е општеството подготвено за почитување на регулативите? Сите бевме сведоци во минатото дека се случуваа во државава криминали од епски карактер, значи од епски размери. Дали сметаш лично дека може да има некакво влијание или некаква форма на неказнивост во смисол сепак сообраќајните прекршоци јавноста ги смета како една помала форма на прекршок. Сега како сето ова би се менувало, што би се случувало, нели, да не биде или ситуација со сообраќајните прекршоци, бидејќи кога ќе се направи некој прекршок, нели секогаш сите викаме познаваме некого во полиција. Дали е тоа исправно? Секако не е, но има ли надеж да има решение за ова, бидејќи резултатите од оние епски криминали гледаме дека во јавноста веќе се решаваат и ќе има казнивост. Силно сум убедена дека ќе има казнивост за тие сторители. Што со сообраќајните прекршоци? Исто и како со другите прекршоци, се што е нарушување, односно прекршување на позитивните законски прописи треба да биде казнено. Законот да важи за сите. Нашиот менталитет дозволува така и заради тоа што и претходно спомнав дека ние живееме во една помала држава, во едни помали средини кај што секој со некого се познава, тука не ги исклучуваме и политичките релации, бизнис релациите и така натаму, се доведува до онаа ситуација која што е спомна тие, спомна и министерот, или да им се помогне на еден начин, да не бидат санкционирани од законот, а со тоа правиме дополнителна штета врз општеството и врз системот во кој што живееме. Затоа што едно простување на една казна во иднина значи охрабрување на тој возач да направи повеќе прекршоци, знаејќи дека ќе биде повторно амнестиран и така натаму. Нова гледам дека со исклучувањето на човечкиот фактор, односно со воведувањето на системите на безбеден град, еве сега во најава за вклучување на системот безбеден град во главниот град, а понатаму слушнав денеска и навистина тоа сум среќен како човек да се прошири на територијата на целата држава и од безбеден град Скопје и безбедни градови во Република Македонија да станеме безбедна држава. Така. Системите кои што се во најава да се воспостават ќе направат јасна дистинција. Ако сте направиле прекршок, мора да бидете санкционирани. Без вклучување на човечки фактор, без вклучување на наши пријатели, роднини и така натаму, кои што би можеле да ни помогнат на некој начин да ја заобиколиме казната која што е предвидува законот. Тоа е едната страна на работи. Меѓутоа, од друга страна, слушнавме денеска имаше и гости од кои што третираат и казнено право и така натаму, дека имаме па и драконски казни за оние кои што го прекршиле законот и кои што сториле сообраќајна незгода, направиле сообраќајна незгода која што имала смртни последици. Имаме законска казна во регулативата која што достигнува до 20 години. Проблем е затоа што па судовите не изрекле таква казна на закон која што е највисока. Највисока казна затвор во Република Македонија 20 години. Исто така и казнениот законник предвидува дека за сообраќајна несреќа во која што има смртни последици, може да се изрече и таква казна од 3 години до 20 години. Меѓутоа, треба и во тој дел да поправиме, односно судскиот систем повеќе да ги санкционира за да направи примери. Да. Ете, видовме дека и се на крај со
спроведено со казните се остава на волјата на судот, колкава ќе биде казната. Културата на неказнивост носи кон уништени генерации. Тие генерации уништени не треба ние, како пратеници и како активни учесници во општеството, да ја оставаме така таа ситуација, туку баш напротив, треба да работиме да има системот да има ефективна контрола и ефективност на самиот систем. Дали висината на казните дозволува можност да се спречи повторувачкиот ефект кај прекршителите? Дали има надеж воопшто да се направи едно општество во кое ќе има ред и функционалност на системот? Јас искрено сметам дека постои можност и гледам волја во последниот период дека тежнееме кон истото. Ние мора да го воспоставиме системот. Последниве години верувале или не сакале да признаеме или не сакале да признаеме, системот не е во распад. Ние мора да го вратиме системот во функција. Тоа ќе го направиме ако ги почитуваме законите како прва основа, ако го избегнеме ова што вие го посочивте како тема во нашето општество и во секој случај за да системот добро функционира ни треба интероперабилност и вмрежување на сите институции. Слушнавме и примери како една пријава за сторен прекршок патува по неколку месеци, може и по неколку години од една до друга институција. Ако се вмрежат, ако се дигитализираат институциите, ако системот на казни еве, пошто тоа ни е тема вечерва, оди малку побрзо, сите ќе бидеме загрижени. Спречувањето да управувате со моторно возило 3 месеци, 6 месеци, 9 месеци или една година или одземањето трајно на возачката дозвола навистина го нарушува системот. Затоа што ние сме и држава во развој во која што немаме развиени системи на јавен градски превоз, каде што можеме да се потпреме на друг извор на патување до работно место. Гледат, динамиката на современото живење не остава простор да губите време во долго патување. Тоа на некој начин и предизвикува правење на прекршоци во сообраќајот. Сите на некој начин брзава, меѓутоа, ако се воспостави ред, ако се постават системите во функција овие за безбедни градови, тоаш навистина сите ќе внимаваме. Скапоцено ни е времето, но 15 минути не значат купување на човечки живот. Така. Некогаш е подобро да задоцните отколку да направите низа на прекршоци кои што би значеле во одредени ситуации како ова што е од претходнава недела дека ќе биде загубен човечки живот. Спомнавте и вие во вашата најава дека 142 животи во 2024 година. Еден човечки живот е бесценен. Нема цена човечкиот живот. Тоа значи една цела микросредина, едно рурално, едно населено место дека сме го изгубиле во 2024 година. Соочувајќи се со современите текови, со белата чума. И на овој начин ние да ги губиме човечките животи навистина е недозволиво за една држава која што е, не знам, од 1,5 милиони или 2 милиони жители. Секој еден граѓанин е важен, секој е додадена вредност на што значи бруто домашен производ и така натаму, развој на држава. Тука во тие жртви сигурно има и високо образовани луѓе кои што можеле во текот на својот живот да дадат додадена вредност, односно да го развиваат ова општество. И треба сите, комплетно сите, и покрај тоа што и јас сум возач, и јас сум сторил прекршоци, да бидам санкциониран, за да ја научам лекцијата. Може би таа мала лекција за пречекорување на брзината од 3 од 5 км на час ќе значи моје спречување да во иднина прекорачувам со повеќе и повеќе километри на час и да се доведам во ситуација да, не дај Боже, да се стори сообраќајна незгода која што би предизвикала и човечки загуби. Значи од тука треба да тргнеме и така можеби, еве и покрај сите законски регулативи и како држава важиме дека имаме најголем број на закони кои што не ги регулираат сите односи овде во државата. Меѓутоа, важи она дека законите не се почитуваат. Мора сега да тргнеме во спротивна насока. Тие се законите, секогаш може подобрување и усовршување на законските процеси, меѓутоа мораме да одиме и чекор понапред, да тие закони бидат применливи на секој и за се. Ефективност, ефикасност во сето тоа. 142 жртви во Македонија за 2024 година. Имаше една компарација со
друга држава каде што исто така голема бројка од повеќе од 200 жртви во годината и со воведување на ваков сличен систем како нашиот што се планира да се воведе во градот Скопје првенствено, а после тоа во на територијата на цела држава, да оди имплементацијата на тој систем и статистиката е интересна што за период од 4 години таа бројка драстично се намалила на жртви заради ефективност и ефикасноста на системот кој ете во таа држава така функционирал. Имаше една најава дека и само објаснување за тоа како ќе тече имплементацијата на системот е тоа дека во првите 6 месеци ќе има предупредување и опомени од страна на системот кон граѓаните кои сториле прекршок, сообраќаен прекршок и интересно беше во тоа што спомна денеска и министерот Тошковски дека голем број на возила се возат со без не се регистрирани, со самата таа автоматизација која се планира и тие возила ќе бидат таргетирани за да бидат исклучени од сообраќајот. Има ли дали би имало ваква една надежна ситуација и кај нас во Македонија после имплементирањето на овој систем? Јас се надевам дека најмалку што можеме да направиме да го пресликаме она што значи систем во погоре споменатата држава која што и вие спомнавте, меѓутоа беше искуство пренесено од министерот за правење на тие компаративни анализи како во една држава се однесува овој закон, како во друга држава се однесува и таа компаративна анализа кажува дека позитивно искуство има од имплементирање на овие системи за безбедни градови и сметам дека и добар е периодот на 6 месеци на адаптирање на системот, односно на прилагодување на возачите кон системот, да не биде еднострано. Не е целта само да се санкционираат возачите затоа што ќе се доведеме во една друга ситуација. Сите учесници во сообраќајот и пешаците исто така. Токму така. И пешаци, и велосипедисти, и управувачи на моторни возила, дали се тоа товарни, дали се тоа патнички, дали се моторни возила кои што имаат поголем број на патници, односно организиран превоз и така натаму. Сметам дека е добар начин да почнеме конечно да ја намалуваме таа бројка. Меѓутоа треба да се потенцира дека ова позитивно искуство кое што е споделено во рамка од 4 години е дека таа држава имала повеќе од 12 милиони жители. И ако направиме ние компаративна анализа, ќе видиме дека кај нас драстично се поголеми смртните последици од сообраќајни незгоди спрема таа држава. Ние имаме 2 милиони, значи 6-кратно сме помали од таа држава. И би требало по некоја логика, по некоја линеарна прогресија да имаме 6 пати и помал број на жртви, меѓутоа со намалувањето вие спомнавте дека тие дошле под 200 жртви на годишно ниво, што и тоа не е за потценување, меѓутоа направиле некој прогрес. Воведувањето на системот дал сериозни резултати. Од тука, еве јас како човек давам поддршка на имплементација на ваков систем и уште еднаш да потенцирам дека го охрабрувам идејата на министерот да се прошири во другите градови на државата. И конечно да стасаме до фаза, еве, можеби не по 4, можеби по нешто повеќе години. Јас би бил среќен ако го намалиме ние рокот за да ги имплементираме, и тоа еве, сега сето ново ние треба да направиме чекор да и бројките драстично ги намалиме. Секое намалување, секоја заштеда, ако може така да се каже, на човечките животи, ќе значи многу за оваа мала држава. Да. Темата ни е законските регулативи за зајакнување на безбедноста во сообраќајот. Имаше најава дека веќе повеќе од 6 месеци постои работна група која работи на адаптирање и промена на одредени закони. Токму така, ги слушнавме експертите кои што работат казнено право, тука е законот за безбедност во патниот сообраќај, тука е кривичниот законник и законот за прекршоци. И дури и денеска слушнавме од овие експерти кои што подолго време работеле дека овие закони и побараа од нас како пратеници во собранието да оди во пакет измени. Да не оди селективно, овој закон го менуваме, поставаме период да видиме како ќе функционира, заради тоа што сите тие се поврзани. Мораме во пакет да ги смениме сите овие закони затоа што се врзани келии. Не можеме поединечно да ги разгледуваме, затоа што се испреплетени и во
казнените одредби, меѓутоа се испреплетени во она што значи сторено кривично дело. Така. За да немаме Да не се на крај. ствара вакуум кој што би дал дополнителна можност, еве како што спомнавте и претходно, да уште системот се разградува. Така. Туку да го составиме системот и она што рековме дека треба да се вмрежат сите институции, би дало една поголема ефикасност и поголема динамика на она што треба да се случува. И пак потенцирам да не дојде дека овој нашиот разговор ние со тенденција дека нашите граѓани сакаме да ги казнуваме, не. Да го направиме тоа во насока на заштита на нашите граѓани. Прекршителите да ги ставиме од една страна, да ги опомениме на почетокот, како што стои во најавата од Министерство за внатрешни работи од министерот Панче Тошковски, а понатаму да ги заштитиме невините животи кои што ние сите учествуваме во собрањај. Спомнавме и претходно. Заострување на казнените мерки, ефективност, ефикасност е решението. Тоа е да нема ситуација каде некој направил сообраќајен прекршок и заборавил кога го направил сообраќајниот прекршок и казната доаѓа повеќе од една година за спроведување и така натаму. Како за крај би сакала да позборуваме малце за тоа кои се вашите размислувања за подобрување на безбедноста во сообраќајот. Точно така, имам вака неколку поенти кои што би сакал да ги спомнам вечерва, а тоа се дека во неколку сегменти или неколку фактори се значајни за подобрување на безбедност во сообраќајот, и тоа е генералната безбедност, инфраструктурата и однесувањето на возачите во сообраќајот. Во овие можеме да ги разгледуваме и детално. Во однос на безбедноста ние еве како држава почнавме со големи чекори напред. Подобрување на инфраструктурата е еден од главните предуслови за подобрување на безбедноста во сообраќајот. Јас доаѓам од Пелагонија, од општина Прилеп, каде што е во најава пуштена една делница од автопат, од експресниот пат градско Прилеп. Се очекува до крајот на март да се пушти комплетно 28 километарско подобрување на патната инфраструктура. Во изградба веќе во полни интензитет е градбата на делницата 10D, која што значи автопатско поврзување меѓу Прилеп и Битола. Со тоа директно се имплицира врз зголемување на безбедноста во сообраќајот. Спомнав дека понатаму може да се разградуваме и во професијата ми треба добро осветлување на клучките, добро осветлени пешачки премини, означени пешачки премини, денивелирани пешачки премини со што би ги избегнале директната колизија на моторните возила и пешаците. Почитување на пешаците односно користење на тие денивелирани пешачки премини, а не преминување на секој дел од улицата онаму каде што е обележано и така натаму. Значи имаме зоните на смирен сообраќај, возачите да ги почитуваат. Зоните каде што има училишта особено треба да се внимава затоа што децата се најранливата категорија учесници во сообраќајот. Понатаму по однос на однесувањето на учесниците во сообраќајот, почнувајќи од школите, од автошколите каде што се обучува еден возач. Понатаму ги спомнавте нерегистрираните возила, станиците за технички преглед. Понатаму системот спомнавте дека ќе ги евидентира, односно ќе ги бележи нерегистрираните моторни возила. Нерегистрирано моторно возило значи потенцијално технички неисправно моторно возило. И тоа придонесува на загрозување на состојбата и во сообраќајот и во безбедноста во сообраќајот и така натаму. Значи имаме повеќе рамки во кои што треба да гледаме. Спомнав, во инфраструктурата одиме чекор напред, треба да поработиме малку и на однесувањето на возачите во сообраќајот, а ви ги спомнав и елементите. А тука најмногу би алудирал и на превентивата, а превентива мислам на вклучување на поголем број на часови на техничко образование на нашите деца. Кога ќе дојдат во ситуација да го полагаат возачкиот испит, тие да имаат одредено предзнаење. Да не биде првото знаење околу движење и учество во сообраќајот возачкиот испит. На крај се е врзано со образованието, ама има надеж, бидејќи работите и нештата во државата се во вистински раце и макотрпно се работи за промени и менување на онаа состојба на култура на неказнивост и создавање на уништени генерации. Се менуваат работите и со кампањи за подигнување на јавната свест, со засилена соработка меѓуинституционална и многу такви чекори кои ќе ја зголемат безбедноста во сообраќајот. Дејан, благодарам. Ви благодарам, почитувани, и се гледаме наредниот петок.